Рехао, главниот водомот. Филип, извонредни резултати, драматични мечеви овде во Загреб, се селиме во Вараждин и тоа како прво класирани, како го оценувате настапот на Македонија во Загреб и што можеме да очекуваме во Вараждин? Па така, ете, завршиме на прво место во групата, можеби малку неочекувано, но ние самите верувавме во тоа. Не ги криевме ни амбициите пред тоа европско првенство, сакаме да идеме чекор понатаму, да не биде само да пројдеме првата фаза. Така да стартуваме, имавме 3 извонредни надпревари, сите ги добивме, мислам, 2 двојивме по една разлика, еден нерешено и тој можеме да го добиеме. Но ете, така треба да биде, сепак сме први во група, треба да бидеме задоволни. Во Вараждин не чека уште потешка група, потешка битка. Можеби до сега, ако бевме изненадување на европско првенство, таму ќе не гледаат со други очи, ќе се спремат многу подобро, јас мислам. Така да и ние ќе се спремаме подобро, имаме 3 дена за одмор, 3 дена за тренинг, за тактички варианти. Мислам дека добро ќе се спремаме за Шпанија и да оствариме позитивен резултат. Филип, 3,5 дена одмор, па потоа 3 надпревари во 2,5 дена. Колку е тоа добро, колку е лошо? Па ја мислам дека овие 3 дена одмор добро ќе ни дојат, бидејќи стварно повеќе или помалку сите играчи влечат некои ситни повреди, да се санираат колку толку, да искочиме на мегдан со Шпанија одморени. Тој според мене најбитен надпревар за ако сакаме да имаме чекор понатаму или тоа полуфинале. Потоа следи Чешка за 2 дена. Доколку тие 2 надпревари се добијат, можеби Данска ќе биде незначајна.